Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани представници на медиумите. Цендеруар qytetarët e Republikës së Maqedonisë, цендеруар përfaqësues медиумeve. Пред да почнам со излагањето за денешниот предмет, сакам да упатам една порака од името на целиот тим на ова јавно обвинителство. Пораката е до сите оние кои што нечесно ја подриваат работата на обвинителството и кои на различни начини се закануваат кон припадниците на специјалното јавно обвинителство, кон нивните семејства и пријатели. Всушност, тоа се лица на кои што правдата не им е од интерес и кои на нечестен и кукавички начин се обидуваат да се спасат од неа. Им порачуваме. Правдата ќе го стигне секој оној кој се огрешил пред законот. Тоа е наша цврста верба и определба. Почитувани, ве уверувам дека во ова обвинителство, како и пред законите, сите граѓани на Република Македонија се еднакви. Формирани со таа цел, ви ветуваме дека несебично ќе се бориме за правда, не штедејќи се и самите себе, заради тоа што цврсто веруваме дека правдата е врвен интерес на Република Македонија, а не неказнивоста. Но да почнеме со она што е примарна цел на денешната пресконференција. Во духот на транспарентноста во рамки на дозволивото, а со цел информирање на целокупната јавност на Република Македонија, ќе ви представам детали од предмет во кој одредени аболицирани политичари најгрубо и со умисла, злоупотребувајќи ја службената положба и овластувања од одмазнички причини, само заради тоа што некој имал поинаква политичка определба, нанеле огромна штета со уривање на стамбено-деловен комплекс кој што бил во фаза на изградба. Се работи за рушење на комплексот Космос, собственост на Фијат Цановски, воедно и председател на партијата за Европска иднина. У духу транспарентности и у оквиру дозвољиво као целју информисање цела јавност и Република Македонија. Данас ќе вам представите детали из предмета у коjem одреđeni аболицирани политичари најгрублје и са умиштајом, со злоупотребом службеног положаја и овлашења из осветничких разлога, само затоа што е некој имал различито политичко уверење, нанели су велику штету са рушењем стамбено-пословно комплекса кој е био у фази градње. Значи, ради се о рушењу комплекса Космос, кој е био власништво Фијата Цановског, уедно и председник странке за европску будучност. Во понатамошното излагање јасно ќе видите релацијата, значи криминалната спрега на релација централна власт, локална власт, која функционирала многу ефикасно, особено кога требало да се задоволат желбите и апетитите на нарачателот, сега веќе аболициран политичар и еден од поранешните премиери на Република Македонија. Имено, од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека во временскиот период од 1.5.2011 година до 17.8.2011 година во Скопје тогашниот председател на владата на Република Македонија и председател на политичката партија ВМРО ДПМНЕ и тогашниот министер за транспорт и врски во владата на Република Македонија, кој со одлука од 12 април 2016 година на председателот на Република Македонија се помилувани, односно ослободени од кривично гонење, заеднички со цел да му се одмаздат на оштетениот Фијат Цановски за неговата политичка одлука, кој како председател на политичката партија ПЕИ ја напуштил коалицијата со политичката партија ВМРО ДПМНЕ и исклучил коалиција со политичката партија, опозицијска политичка партија СДСМ, искористувајќи нивната политичка моќ, со умисла го поттикнале да стори кривично дело градоначалникот на општина Газибаба, кандидиран од редовите на ВМРО ДПМНЕ, кој исто така со одлука на председателот на Република Македонија од 12 април 2016 година е помилуван, односно ослободен од кривично гонење, да тој ја искористи неговата службена положба и овластување и да најде начин незаконски да го сруши објектот Космос, собственост на оштетениот, значи каде што инвестирал ТД Финедо Скопје, изведувачот Космос Инженеринг Доел Скопје, трговски друштва каде што собственик е нели оштетениот Фијат Цановски. Градоначалникот го прифатил ваквиот налог и ја повикал, искористувајќи ја својата функција, положба и надреденост, ја повикал прво осомничената службено лице,
овластен градежен инспектор во секторот за инспекцијски работи во одделението за урбанистичко градежна инспекција во општина Газибава и кажал дека од врвот на партијата ВМРО ДПМН побарало да се најде начин незаконски да се сруши објектот. Таа се согласила со тоа и свесна за последиците и за штетата која што може да настане од низините действија, како овластен градежен инспектор со искористување на својата службена положба и овластување во општина Газибава, во населба Керамидница, на улица Перо Наков број 94 во Скопје, постапила спротивно на член 47.4 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и спротивно на член 134.4 од Законот за градење. Истата, за да ја реализира постапката за рушење на стамбено-деловниот објект Космос, направила мерење на максималната височина на нултата плоча на градбата, без да постојат законски услови за мерење на таа височина и тоа без да биде изграден заштитен тротоар на градбата од страна на пристапната улица 8 на објектот во однос на кој требало да се изврши мерењето. При тоа составила записник за констатација каде што навела дека целиот објект се градел спротивно на основниот проект, односно повисоко за висинска разлика од 1,43 сантиметри. Пошто веднаш донела и незаконито решение за отстранување на градба, со кое наредила на инвеститорот ТД Финедо Скопје да во рок од 5 дена од приемот на решението ја отстрани градбата, затоа што целиот објект наводно се градел спротивно на заверениот основен проект и спротивно на одобрението за градење. Фактот дека осумничената постапила незаконски произлегува од изготвеното вештачење од архитектонскиот факултет во Скопје, кое е направено во текот на предистражната постапка. Потоа, првоосомничената донела заклучок за дозвола на извршување, со кој му наредила на оштетениот инвеститорот ТД Финедо Скопје да ја отстрани градбата во рок од 3 дена или да го допушти присилното административно извршување на решението за отстранување на градбата. И веќе на 1.8.2011 година пристапила кон присилно извршување и преку класично машинско рушење на стамбено-деловниот објект Космос, и тоа на дотогаш изградениот дел од објектот. Сепак, и покрај тоа што инвеститорот ТД Финедо Скопје на 5.8.2011 година е доставил стручно мислење од архитектонскиот факултет во Скопје, во кое било наведено дека донесените одлуки од нејзина страна се незаконски, да го игнорирала тоа и продолжиле со уривањето. Меѓутоа, динамиката на уривање не одела според она што било замислено од тогашниот премиер и тогашниот министер за транспорт и врски, и истите повторно дале налог, или го поттикнале градоначалникот, да во најкраток можен рок го сруши објектот со експлозив. Не се водило сметка дека временски е невозможно во тој период да се спроведе законита јавна набавка за рушење со експлозив. Тој дел од законот едноставно не ги интересирал, па градоначалникот како службено лице со искористување на службената положба и овластување постапил спротивно на член 99 став 1 точка 1 алинеја 3 од Законот за јавните набавки и при вршење на јавни набавки е нанесена значителна имотна штета на општина Газибава во износ од 2.999.560 денари. Меѓутоа, поради помилувањето, истиот не е опфатен во истрагата. Имено, иако општината, застапувана од градоначалникот, претходно имала склучено договор на 17.5.2011 година со фирмата Трансмет ДОО Скопје за отстранување на градби и рушењето требало во целост да го изврши фирмата Трансмет, вклучително и за објектот Космос. И, иако не постоела потреба од итна постапка, со преговарање без објавување на оглас за јавна набавка на услуга за рушење на објектот Космос, истиот, за да ги задоволи барањата на премиерот и на министерот, прифатил по налог на министерот раководител на целата оваа работа околу рушењето со експлозив да биде лицето
сега починатиот Ф.И. Ова лице посредувало и договорило средба со сведокот М.В. и заедно со градоначалникот договориле да учествуваат во постапката за јавни набавки фирмите Декатам Трейд, каде собственик бил починатиот Ф.И., фирмата Интеринженеринг Комерц, каде собственик бил сведокот М.В. и фирмата 3М Изградба, каде управител била ќерката на сведокот М.В. При ова незаконско договарање, градоначалникот им кажал дека вредноста на договорот за јавна набавка е до 3 милиони денари и да се вклопат понудите до тој износ, па одлучиле да општината им побара на овие три фирми да достават понуди во постапката, без да објавува оглас, и договориле работата да ја добие фирмата 3М Изградба. Иако оваа фирма не била регистрирана за дејност уривање и немала лиценца за уривање со експлозивни материи. Веднаш потоа градоначалникот донел одлука за утврдување на потреба од јавна набавка, а при спроведување на постапката за јавна набавка заеднички второ, трето и четврто осомничените службени лица, членови на комисијата за јавни набавки во општина Газибава, со искористување на своите службени положби и овластувања, поттикнати со умисла од градоначалникот, овозможиле да на незаконски начин се спроведе постапката за јавна набавка. И покрај фактот што понудата на економскиот оператор 3М Изградба не ги содржала сите потребни прилози согласно тендерската документација, составиле записник од отворање на понуди од постапката со преговарање без објавување на оглас, со лажна содржина како да се исполнети условите за личната, економско-финансиската и професионално-техничката способност и спротивна на условите предвидени од тендерската документација, ја прифатиле понудата за евалуација. Потоа, осомничените членови на Комисијата за јавни набавки изготвиле и извештај од спроведена постапка со невистината содржина дека понудата на 3М Изградба била комплетна во поглед на исполнување на личната, економско-финансиската и техничко-технолошката способност, кој што извештај не е направен на пропишаниот образец кој што е објавен во Службен весник на Република Македонија број 155 од 2.12.2010 година. Потоа, на 12.8.2011 година, градоначалникот склучил договор со фирмата 3М Изградба, ДОО Скопје, за рушење со експлозивни средства на дел од објектот Космос за износ од 2.099.560 денари, иако фирмата 3М Изградба ДОО Скопје немало доставено докази за техничка и професионална способност за фирмата ББ Инк до Кавадарци, како субјект што ја поддржува техничката и професионалната способност и понудата не ги содржала сите потребни прилози. Сепак, врз основа на склучениот договор од општината Газибава, бил исплатен претhodно наведениот износ во корист на 3М Изградба ДОО Скопје, со што е причината имотна штета во тој износ на општина Газибава. Потоа се продолжило со уривање на објектот со експлозив и со уривањето на објектот му нанеле значителна штета на оштетениот инвеститорот ТД Финедо Скопје во вкупен износ од 916.386.408 денари или 14.900.592 евра. Овој износ на штета е причинет со действијата на незаконското рушење на објектот и тоа е износ од дотогашната инвестиција во објектот. Од друга страна пак штетата која што ја побарува оштетениот е во износ од 58.866.868 евра, во која влегува оштетно побарување по повеќе параметри. Со наведените действија постои основано сомнение дека прво осомничената сторила кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 3 во врска со став 1 од Кривичниот законник, а второ, трето и четврто осомничените
За нив постои основано сомнение дека сториле кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 во врска со член 22 од Кривичниот законник. Против осомничените до Основниот суд Скопје 1 Скопје ќе бидат побарани соодветни мерки за нивно обезбедување присуство во текот на постапката. Сега ќе ви презентираме дел од пораките кои се обезбедени со вештачење на мобилниот телефон на сега починатиот ФИ, што го користел во тој период кој е прибавен во предистражната постапка која го водеше ова обвинителство. За миле ми текна друга варијанта, ние да го смениме таму дупот. Во овој случај, како дел од неовластено прислушкуваните разговори, руши до Министерот за транспорт и врски на 14.8.2012 сметка рофите и не стари добри времиња. Оваа порака е карактеристична по тоа што ФИ истакнува дека тој тоа го прави за партијата, за Министерот за транспорт и 12.9. на 15.8. но не она што го ветуваше за други институции. Те замолувам да ја завршиш работата на ист начин како што ме замоли пред месец дена. Поздрав! На следовите ќе може да забележите и други пораки помеѓу Министерот за транспорт и врски и ФИ и помеѓу градоначалникот на општина Газибаба и ФИ, од чија содржина може да се утврди дека и градоначалникот учествувал во сите действија како што учествувала и првоосомничената. Инаку, вештачењето кое што е прибавено од Архитектонскиот факултет во Скопје, како што претходно наведов, го потврдува незаконското рушење на објектот, а сведоците го надополнуваат целиот тек на настанот. На слайдот кој што сега е прикажан, ви е прикажано кои услови треба да бидат исполнети за да се врши такво мерење, но пак потенцирам дека во конкретниот случај немало изградено заштитен тротоарна градба, ниту пак постоела изградена улица со тротоари за да може воопшто да се врши мерење. Почитувани, да заклучам. Значи, иако во овој случај за извршување на криминалните активности за кои постои основано сомнение дека се извршени, наредба и поддршка имало тогашното највисоко раководство на државата и навидом се било покриено формално правно и документацијски, со ова само уште еднаш се докажува дека не постои совршен злостор. И благодарам на вниманието, Јупалин Ројпар Роменѓан.